Промена или само формална смена на лидерската функција? Што ново ќе донесе новиот председател на ВМРО ДПМН? Ќе успее ли Христијан Мицковски да го врати единството во партијата? Ќе понуди ли нова политика или ќе ги потврди тезите дека е само марионета на Груевски? И што му остави во наследство надежниот технократ кој донесе најголемо бреме на ВМРО ДПМН? Тоа е нашата вечерашна тема со нашите гости, политички аналитичари. Дебатата ја почнуваме за кратко. Промена или замена во врвот на ВМРО ДПМН, тоа е работниот наслов на вечерашната топ тема на ваша страна. За сите дилеми по што следува по изборот на новиот председател на најголемата опозицијска партија, вечерва разговарам со Самил Малчевски. Добро вечер и добро дојдовте. Петар Атанасов, добро вечер и за вас. Тодор Пендаров, добро вечер и Сашо Клековски, добро вечер и за вас. Добро вечер. Сашо, би почнал со вас, бидејќи пред 1-3 недели тука завршивме со дилемата на една дебата дали ќе се случи промена или замена, формална замена на лидерската позиција. Тогаш немавме многу информации, не ги знаевме ниту барањата за одлагање на Конгресот, ниту фактот дека на Конгресот отсуствува повеќе од 130 делегати. Која е сега оценката? Па добро, ја мислам дека тогаш завршив со еден заклучок дека треба и замена и промена. Замена значи замена на лидерот на ВМРО ДПМН, додека под промена беше дека тоа треба да биде направено на еден начин што е рефлектира демократски промени во ВМРО ДПМН, при тоа ги дадов примерите од ХДЗ, од Нова демократија и сличните примери за промена на начинот на внатрешното функционирање на партијата. Тогаш аргументирав дека во волку краток период не може да настане промена, може да настане замена, меѓутоа замената не ја исклучува настанувањето на промената. Значи, ние сега на Конгресот имавме замена на лидерската функција на ВМРО ДПМН, а дали тоа ќе води кон неопходните реформи во ВМРО ДПМН останува време да се види. Малчевски, истото прашање. Па, се уште очигледно сега имаме само замена. Едниот лидер е во заменување, имаме нов председател на ВМРО ДПМН. Во овој момент суштински е да има промена. Иако ние имаме многу малце потези за сега имаме само два од Мицковски кои што се тотално спротивни од се она што претходно го правеше Груевски. Прво, за прв пат ги видовме статутарната комисија и комисијата за материјално-финансиско работење на партијата. До сега тие беа тајна, државна тајна. Никој не ги знаеше кои се. Истите се составени од луѓе кои што помалци или повеќе не биле истурени груевисти, че се од луѓе кои што биле во позадина и работеле во партијата. И вториот потек беше она негова вчерашна изјава во Струмица, кај што воопшто не наликуваше на сите оние Монти Пајтон ситуации. Лидерот дава напред изјава, 20 души позади него климаат со глава. Кои ќе бидат следните потези на Мицковски? Во овој момент многу е тешко да се каже, и тоа што знаете како се веќе има голем и огромен притисок на себе од самата атмосфера во која што беше организиран конгресот, сите оние обвинувања кои што следеат деновите изминати, се она што вчера и денеска го слушаме по медиуми, по телевизии. Така да сега јас се држам на теза, ние имаме замена на председателот на партија. Дали ќе има суштински промени, најмногу зависи од Мицковски во овој момент. Педаров? Па не би се сложил со 20 соговорници. По мене се една типично балканска, односно фолклорна замена на лидерството, која на еден начин е повторување на Охридскиот конгрес пред 14 години, кога беше направена замена. Липчо Георгиевски направи замена, но која се сврте на друг начин. Дали Мицковски ги има тие карактеристики што ги имаше Груевски, да го речено едноставно отфикари Георгиевски и да ја превземе партијата и потоа во 14 години едноставно
она што често пати по медиумите да ја зароби партијата, односно да ја користи пред се за себе, не мислам само лукративно, него воопшто. Ја не верувам во капацитетите на Мицковски во таа смисла, дека ќе може да направи промени во смисла што рече Клековски во однесувањето на партијата и во демократизација на партијата. Бидејќи тие промени, за да ги направи, прво што треба да направи, треба преку статутарни или не знам како, прво ќе треба да ја елиминира политички фамилијата во партијата. Без елиминација на фамилијата не може да се направат никакви промени. Се виде тоа. Например, не е точно дека идејата за одлагање на Конгресот паднала сега, него е тамо негде во втората половина на октомври се разговарало една група. Например, за одлагање на Конгресот во почеток имаше многу поголем список, беше многу подолг, па потоа фамилијата сврши работа, па многу повлекоа подписи. Значи, и оние што се потпишаа отидоа дел на Конгрес. Така, некои отидоа, некои ги повлекоа подписите. Тоа е пред се методот со кој Груевски владее со партијата 14 години, тоа е пред се клиентелизмот и сеење страв. Така да не верувам дека ќе има било какви демократски промени во партијата. Ако ги има, тоа ќе бидат козметика, но суштински промени не верувам дека ќе има. Ке разговараме детално околу сите предизвици со кои што се соочува Мицковски, кој практично ги исцрта и во дел од својот говор, но еве првичната оценка Арсовски од вас. Мислам дека на ВМРО-ДПМНЕ му следи тежок период. Тие имаа една суштинска шанса на Конгресот да го исчистат новото раководство од сидрото кое им е врзано околу врат во вид на Груевски и груевизмот. И таа приказна можеа да ја затворат на самиот Конгрес. Тие тоа не го направија. Немаше компетитивен процес на Конгресот, малку е тешко да продавате приказна дека ја демократизирате партијата кога единствениот кандидат на ливчето ви е Христијан Мицковски. И сега Христијан Мицковски како лидер, па и ВМРО-ДПМНЕ како партија се соочува со два предизвика. Првиот е да ги поправи грешките кои ги направија, пропуштените шанси кои ги направија на Конгресот за чист еден политички наратив, а потоа да ја реформираат партијата во смисла на големиот геостратешки наратив кој е пред Македонија во 2018. И тоа е едно цунами кое ВМРО-ДПМНЕ не може само да го смее. Јас мислам дека во моментот е малку рано да се дава оценка каков ќе биде Христијан Мицковски, дали ќе му биде лојален на Никола Груевски или ќе биде негов джелат. Не можеме да дадеме таква оценка, бидејќи Петнаров го спомна Охридскиот конгрес на ВМРО-ДПМНЕ, каде и Груевски беше избран вака октроирано. Маријан Ѓорчев се повлече, Лјупчо Георгиевски го назначи за негов наследник без малку со активна поддршка на делегатите. За 2 месеца после тоа нож во грб да прогласи Груевски да се испокараат за печатите на партијата и Груевски да направи целосен дисконтинуитет од претходното раководство. Знаете како кога ја губите лидерската позиција во партијата, брзо губите се. Сме гледале безброј такви ситуации во кои старите лидери се обидуваат да задржат некаква позиција на сила еминенција. Скоро секогаш таа стратегија пропаѓала. Скоро секогаш новите лидери се условно се одвојувале од старите лидери, од стариот политички наратив и создавале сопствена политичка матрица. Да, повелете. Зошто мора да биде избран меѓу джелат и заложник на фамилијата? Нели едноставно може Груевски да замине во пензија како што се очекува од некој што веќе не е председател на ВМРО-ДПМНЕ. Значи, мислам дека и прети недели ја бранев тезата дека ова е крај на владењето на Никола Груевски. Во било која нијанса на однесувањето на Мицковски да биде, Груевски веќе нема да биде председател и нема да има такво влијание какво што имал до сега. Тоа го видовме кога отстапи од премиерската функција, кога се назначи технички премиер. Значи, колку да Груевски се однесуваше како премиер цело време. Се однесуваше, ама не беше премиер. И сега може да се однесува така и нема да биде веќе председател и со тек на време ВМРО-ДПМНЕ ќе се реструктурира на поинаков начин. За мене е клучното дали Мицковски ќе обезбеди простор за сите пројавени разни
гласови или фракции, условно да кажам, во партијата. Мојата теза е дека он во моментот го има печатот од партијата и тоа е клучното прашање, не послушноста на парламентарната група. Во 2004 најголем дел од парламентарната група застана против Груевски, па сепак на крај он обезбеди надвладување во составот. За мене во овој момент Мицковски дали ќе има капацитет да реформира партијата или не, е клучно дали ќе обезбеди простор за сите оние гласови кои до сега беа критички од слободни патриоти, реформисти, до сега тука беше контрадикторен. Од една страна рече дека ги почитува сите и дека сите ги смета за пријатели, но од друга страна рече дека темелно ќе проучува анализата во која што Груевски рече дека има многу предавници и треба да се казнат предавниците. Тоа беше говорот на Груевски. Мислам дека малку потребно е некако појаснување. Зошто сметам дека изборот пред Мицковски ќе биде црно-бел? Заштитник или джелат? Видите, има многу линии по кои Мицковски нема да може да има многу грубо звучи на физичка ликвидација. Во политичка смисла разборот. Да го омекнеме еуфемизам не. Дали ќе да пензионира Груевски? Ама не се работи само за пензија. Како ќе се однесува Христијан Мицковски ако Груевски дојде под обвинение и биде ставен во притвор? Дали ќе организира протести во Милош? Па тоа е изборот пред Христијан Мицковски. Не е изборот пред Христијан Мицковски, дали он ќе биде дали ќе биде добар со меѓународната заедница малку повеќе од Груевски во некаква еволутивна смисла. Тоа е прво. Второ, очигледна е намерата на Никола Груевски да ги води конците од позадина. Тој да не сакаше да го направи тоа, ќе организираше многу покомпетитивен конгрес. Инаку, немаше никаква потреба Централното претседателство да не го прифати барањето за одлагање на конгрес. На ВМРО ДПМН никаде не му се брза. Сега само што влегува во опозиција, немаше никаква причина да не се одложи конгресот за да има некаква нормална постапка во која сите ти има шанса. Очигледно е влијанието на Груевски тоа да не се случи, за да има само еден лидер. Може би на Груевски му се брзаше да во суштина. Сакам да кажам, поентата е дека мојот впечаток е дека Христијан Мицковски како лидер баш во таква ситуација ќе се најде. Дека реформите на ВМРО ДПМН нужно ќе изискуваат да биде джелат или да биде така да го искористиме еуфемизмот да биде джелат на Груевски, баш затоа што во таква ситуација ќе дојде самиот. Затоа го поставам тој избор така црно-бел. И затоа мислам дека предизвиците се големи, затоа што не мислам дека ќе има среден пат. Не верувам дека ќе може да го најде. Ете вака, во суштина, ние кога анализираме однесувањето на Никола Груевски, ние ќе видиме дека он секогаш формално се повлекуваше од некоја позиција или суштински се обидуваше до крај да ги контролира работите. Ние формално Груевски не е председател на ВМРО ДПМН. Дали ВМРО ДПМН ќе се спаси од груевизмот е суштинската работа, од начинот на кој што партијата е узурпирана по хоризонтала и по вертикала. И во тој случај Мицковски се наоѓа на крстопат. Или ќе пресечи и одлучно ќе каже не на кадрите кои што верно му служија на Груевски ги направија сите злодела кои што ги направија и слушаме дека ги направија, или ќе оди во нови луѓе кои што нормално тој изборот не може да измислува Мицковски, луѓе се знаат кои се луѓето, но ќе одбере луѓе кои што досега биле може и покритички настроени, биле во позадина во некои процеси така натаму и така натаму. Промените ги носат луѓето. Христијан Мицковски како единка не може сам ништо да направи ако не избере добар тим позади него. Прито, во овој момент... А ти веруваш дека тимот ќе го бира Мицковски или ќе го бира... Во тој поглед се и коментарите. Па затоа верувам дека нема... Можеме ли од друга страна сега ние сите да бидеме наеднаш соблазнети од она освестување под наводници на тие што бара одложување на конгресот, бидејќи таму можеме да најдеме многу луѓе кои што беа силни поддржувачи, креатори, содружници во креирањето на тој систем на груевизмот и кои што на крајот на краиштата од тоа профитира и лично и финансиски. Па видите, јас не верувам во тоа од проста причина. Може на маса да сум јас човекот кој што најдолго време го критикува од внатре. Човек кој што најдолго време го критикува груевизмот како начин на лошо владење со партијата и државата. И многу од тие луѓе не се согласуваја со мене. На почеток беа благи во коментарите, после тоа беа се поштри во коментарите према мене. И најнаш ги видовме како освестени. Не знам, јас веќе ја пласирав тезата дека интересот го уништи ВМРО ДПМН и најверојатно не им се поклопил интересот
во некој одреден момент. Што го даваш ко пример за овие освестени, тоа не е само карактеристично за ВМРО ДПМН. Тоа е карактеристично за македонската политичка сцена. Нешто слично се случуваше и со СДСМ во време на тие турбуленции околу изборот на лидери. Од цепувањето на Тито Петковски и така натаму. Значи, тоа е одраз на политичката култура која владее во македонското политичко милје. И тука не можеме сега... Да, Пендаров, меѓутоа, ако најмаестралниот ум на македонската политичка сцена, како што Груевски го опиша, Протугер е можеби креаторот на идеологот на голем дел од тоа што се случуваше, тогаш неговата слика во медиумите и односот кон јавноста го креираше еден Илија Димовски. И сега ние не можеме да тие луѓе едноставно ги амнестираме од одговорноста што ја имаат. Никого не амнестирам и никого нити политички, нити уште помалку правно амнестирам. Не, зборувам за политички. Правните процедури си терат други. Не амнестирам, но сепак, пак ќе речем, и обидот на овие последниве што го подпишаа, што бара одлагање на Конгресот, за мене е една мала грудка на снег, која ако добро се затркала може да направи лавина и да го однесе груевизмот. Или ќе се стопи на самиот почеток и груевизмот ќе владее и понатаму со партијата, додека еден ден партијата посезда ќе ја чека повторно, што е историски гледано. Да, едно е факт дека Мицковски нема многу време, бидејќи прво ќе треба да се донесе одлуката и тоа во скоро време, веднаш по новогодишните празници за натамошното делување на пратеничката група, и пред да продолжиме детално со оние предизвици што самиот ги наведе, да го слушнеме прилогот на колегата Огнен Чанчаревиќ и профилот на кој Христијан Мицковски и практично предизвиците со кои што го ја презема лидерската функција. Христијан Мицковски е новиот председател на ВМРО ДПМН. Мицковски е релативно нов на домашната политичка сцена. Од ВМРО ДПМН соопштија дека е член на партијата веќе 15 години. Тој е вонреден професор на Машинскиот факултет во Скопје, завршил на истиот факултет и бил избран за најдобар студент во генерацијата. Магистрирал и докторирал во странство. Мицковски почнува да извршува партиски функции од 2008 година, кога е дел од Републичкиот изборен штаб во изборната единица 4, каде се кандидира токму Груевски. Во овој штаб ќе биде вклучени во изборните циклуси во 2014 и 2016 година. Тој е копредседател на Комисијата за енергетика во периодот 2010 до 2012 година, член на кадровата комисија на ВМРО ДПМН од јули минатата година, а председател од април годинава. Мицковски е советник на премиерот за енергетика од 2015 година па се до смената на власта. Од владата на ВМРО ДПМН назначен е за председател на надзорниот одбор во Елем, а од октомври 2016 и за генерален директор. Во јули годинава, неочекувано за многумина, беше едногласно избран за генерален секретар на ВМРО ДПМН. Молскавичниот пробив заврши завчера на вонредниот конгрес во Валандово, каде беше единствен кандидат за председател на партијата. Предизвици пред Мицковски има многу. Како прво ќе мора да докаже дали е автохтон лидер или марионета на Груевски, како што сега го представуваат некои негови сопартици. Свесен сум за сите очекувања од мене лично. Исто така свесен сум и за сите сомнежи во мене, кои сигурно се донекаде оправдани, посебно поради фактот што сум немал досега можност да носам крупни државни одлуки. На несмасните брифирања о неименувани партиски извори, дека ќе сум бил нечија марионета, ќе одговорам дека само со мојата работа и начинот на работа убеден сум дека ќе го докажам спротивното. Во своето обраќање во Валандово тој прецизираше дека единствен противник му е СДСМ. Мојот политички противник е Социјалдемократскиот сојуз, а не поединци и помали групи во ВМРО ДПМН. И ќе работам на надминување на отворените прашања кои ќе се наметнуваат низ диалог и дебата во рамките на партијата. Потврди дека раскол во партијата има. Некој дел од медиумите се обидува да го представат како раскол. Но јас не го гледам тоа како раскол. Напротив, јас го гледам како додадена вредност во демократските капацитети на партијата.
И тие можат само да ја донесат добро на партијата. Различните мислења само го потврдуваат демократскиот капацитет на нашата партија и на луѓето кои што се дел од таа партија. Мицкоски не е пратеник и тоа ќе му представува дополнителен проблем во обидот да ја консолидира пратеничката група во собранието. Таму ситуацијата е критична. 5 мина се во притвор, 5 мина отворено излегува против него и побара одлагање на Конгресот. Неколкумина од коалицијата најавува дека ќе заминат од таборот и ќе станат навидум независни. А тука се и 10 пратенички групи. Она што е јасно е дека Мицкоски нема своја база на луѓе внатре во партијата, па затоа е клучно како ќе се постави против тешкашите кои го бойкотираа. Дополнителен проблем ќе бидат и одамна незадоволните Фродем и реформаторите. Затоа Мицкоски повика на обединување. Потребно е обединување на силите. ВМРО тоа го може. А јас ви ветувам дека од мене секој еден истомисленик и човек кој ќе ги споделува вредностите на нашата партија, широко подадена рака на пријателство и поддршка. Секаде каде има обединување, секогаш, почитувани браќа и сестри, таму е и победата. Проблем во обединувањето секако ќе биде аманетот на почесниот председател Груевски, да расчисти со сите кои свртиле грб на партијата и му забиле ножеви и ножиња. Провејуваше, да не речам и доминираше зборот предавство. Чувството и информациите од сите страни беше дека во подолг временски период голем број наши функционери на различни нивоа, од различни мотиви и цели, извршија класично предавство на партијата. Новиот председател и новото раководство не смее да го игнорира ова. Ден порано треба да преземе енергични мерки за казни и отстранување на лицата кои постапиле несоодветно. Мицкоски има огромна задача пред него, да консолидира партијата, да направи компромис со незадоволните и да докаже дека е лидер, а не човек поставен на функција за да штити нечии интереси. Ете, тоа беше профилот, краткиот профил на Христијан Мицкоски, новиот председател на ВМРО ДПМНЕ и аманетот што му го остави почесниот председател Никола Груевски. И сега тука доаѓаме до оној судир кој што веројатно ќе мора Мицкоски брзо да го разреши и брзо да ги покаже првите индици во кој правец ќе се движи. Тој вели не е раскол, туку додадена демократска вредност во партијата, тоа што се случуваше пред Конгресот. Меѓутоа, во аманет Груевски му остави дека ден порано треба да расчисти со сите што го извршили предавството, бидејќи во партијата имаат списоци за тоа. Сега, како ќе се постави Груевски, Мицкоски, веројатно ќе се види веќе во соидното однесување на пратеничката група, односно дали таа ќе биде споена во една и на кој начин и како. Клековски? Мислам дека прво, јас во принцип не се обложувам и не сакам обложување, но можам да се обложам дека времето на Никола Груевски е завршено. Прашање на кој ќе бидат натамошните чекори за да се обезбеди неопходната кохезија за ВМРО ДПМНЕ да биде победничка партија. Иначе, дека тоа е минато како што во моментот кој Лјупчо Георгиевски ја предаде власт на Никола Груевски, Лјупчо Георгиевски стана минато во ВМРО ДПМНЕ. Без разрека што успеа 13 пратеници да отцепи од ВМРО ДПМНЕ. ВМРО НП имаше 13 пратеници и ВМРО ДПМНЕ само 10 пратеници после расколот во 2004 година. Затоа се клучни следните чекори на Мицкоски, демонстрација на неговиот капацитет да создаде внатрешна кохезија, да ја го зачува јадрото на партијата. При тоа за мене не е толку битно дали ќе има отцепување од пратеничката група, туку е битно дали јадрото на партијата ќе го И сега, кој и што е јадрото на партијата е следното прашање, бидејќи Христијан Мицкоски е релативно нов во партијата и се смета дека зад себе или околу себе нема, практично го нема тоа јадро. Не би се согласил, исто мислевме за Никола Груевски пред X години дека е технократ, дека нема поддршка во партијата и таа се создаде. Не е точно. Воопшто не е точно. Груевски имаше... Ќе се реплицира. Значи, првата динамика која ќе видиме дали Мицкоски ќе оди во градење на кохезија, тоа е отварање на простор за
сите различни гласови во гоном да бидат представени во извршниот одбор и во потесното раководство на партијата. И тука ќе биде вистинскиот тест на Мицковски. Дали ќе ги има сите овие факции што се кажани. Уште еднаш малку околу гонењето на предавниците во ВМРО ДПМН, да подсетам дека Груевски лично беше многу прагматичен во гонењето или негонењето на предавниците. Например, Маријан Ѓорчев беше еден од тие што учествуваше во расколот 2004-та, формира своја партија, земјоделско, не знам како се викаше точно партијата, имаше 3 пратеници во собранието. Во соодветен момент кога беше потребен на ВМРО ДПМН, Маријан Ѓорчев беше кооптиран назад во ВМРО ДПМН. Успеа да кооптира и многу од ВМРО народната. Значи Мицковски мора да го има тоа пред себе. Мора да направи чекор, не само внатрешните фракции да ги задржи, туку еден чекор понатаму. Да врати добар дел од ВМРО-НП, од Обединети за Македонија и сите оние што во минатото го напуштија ВМРО ДПМН заради несогласување со Груевски. Ајде почнуваме сега поред, бидејќи ова веќе тука почнуваат оние интересни тези. Пендаров, првиот показател веројатно ќе биде пратеничката група. Од 10 на 2 координатори се Антонио Милошевски и Илија Димовски. Илија е координатор и на сите. И сега веројатно... Мислам дека сега таа поделба ќе не стане на 10 пратенички групи. Очекувам, ако има поделба во пратеничката група на ВМРО, да има повторно до она што беше 2002, односно 2004, пардон, да се поделат. Тогаш Груевски направи многу паметен потез. Груевски не се сконцентрира толку на пратениците, колку се сконцентрира на општинските комитети и затоа успеа да зајакне. Може би ти тоа подобро го знаеш. Второ, тогаш Груевски не е Љупчо. Љупчо со својот цинизам си го собра куферчето, излезе од партијата и му остави на Груевски се. Од имотот и така натаму. Груевски не е таков, не е Љупчо и тоа е голема разлика. Голема разлика. Љупчо со куферчето и со тие пратеници што беа во парламентот, кои потоа сите помина од да не зборуваме, од кои причини отидоа кај Груевски. Значи, Петар ја кажа суштината. Ако Мицковски успее да стане джелат на груевизмот, значи системот на владење во партијата, тогаш, јас ќе ги повлечам своите зборови за господин Мицковски. Добро, не сум ја битен ни најмалку, но ќе признам дека сум утнал во својата проценка. Но ја мислам дека го нема капацитетот да го употребиме тој феминизам джелат и така да точно, Груевски заврши. Прашањето е дали груевизмот ќе заврши брзо или ќе дојде до распад на таа партија. Без ВМРО ДПМН или без таква моќна опозиција, тој ќе се одрази врз воопштите односи и состојби во државата. Во моментот, јас извинувам, ќе потребам пак може би грубо, во моментот нашава држава изгледа како село без куќиња и властот може да се работи што сака. И без опозиција, парламентот е легален, но колку е легитимноста на тој парламент, тоа сите го знаеме. Ако се поделат, ако се распадне таа партија, Малчевски? Само една контратеза. Значи, од ВМРО ДПМН скоро сите основачи и први подпредседатели и председатели се отцепија во обиди да направат своја партија. Од Голубовски, од Љупчо Георгиевски, од Доста Димовски и Борис Миковски, мислам, во едно време беше прикумет. Значи, тие беа тие што ја направија партијата. Они кога не успеа да го разделат доклекнување и нестанување на ВМРО ДПМН, сега тоа уште помалку може да се случи. Значи, ВМРО ДПМН ќе постои сигурно и веројатно ќе биде најаката партија деснот центарот без разлика што се случи. Со груевизмот. Или се реформи враќа. Завршен. Не, јас зборам груевизм, процес. Прашањето дали ќе биде тоа партија која ќе биде конкурентна да победи на избори
дали Мицкоски ќе има капацитет да ги врати сите луѓе назад. Колегата постави одлично теза. Дали Мицковски, ако утре го однесат Груевски во притвор, ќе излезе на улица или нема да излезе? Тоа е прашањето. Веќе го имаме првото. Мицковски е обврзан со партиска декларација за законот за амнестија и истите. Закон за амнестија и замислите тој цинизам, тој во неговиот говор, он вели очекувам Дуи да гласа за тој закон, бидејќи јас во негово владење он ги амнестираше хашките случаи. Ајде да се вратиме на ова. Дали првиот показател ќе биде начинот на кој што ќе функционира пратеничката група, односно да се обединат на некој начин тие 10 во една за тука евентуалното елиминирање на Димовски, на Милошовски и на останатите, да не се почувствува толку како расчистување веднаш сега со ножињата, а не со ножевите. И вака, знаете што е најчудно во целата ова приказна? За предавство зборува човек кој што ги изврши најголемите предавства во ВМРО-ДПМНЕ. Човекот кој што ја предаде идеологијата, предаде голем дел од луѓето кои што од 2003-2004 застанаа позади него, предаде еден куп партиски интелектуалци, ги замени со горди послушници од другите партии. И мене тоа кога ќе го слушам малку повеќе или повеќе ми е помалку или повеќе предун ми е смешно. Она што суштински на ВМРО-ДПМНЕ во овој момент треба да му се случи, не знам колку знаете, по партискиот статут, сите органи и тела треба одново да се формираат, почнувајќи од местни комитети, општински комитети, извршен централен комитет и така натаму и така натаму. Ако Мицковски собере храброст и дозволи демократски избор на председатели на местни комитети, и ако дозволи членството, истој правилник има со кој што се организираат изборите, ако дозволи членството да гласа за председатели на местни комитети, тоа би било еден од клучните чекори кон понатамошно обединување на самата партија. Ако продолжи понатаму да ги именува како не баре на мис, па на конкурс ќе се пријавуваат луѓето, така нема да дојде до квалитетни луѓе, до вистинските ВМРО-вци кои што во овој момент се спремни да застанат и да ја вратат ВМРО-ДПМНЕ на победничките патеки. За крај, комплетно го поддржувам Пендаров. Имаме ние суштинска разлика помеѓу Груевски и Ѓорѓиевски. Во време на Ѓорѓиевски, иако не сакам да го бранам, не беше грев во партија да имаш собствен став и јавно да го кажеш тој став. Во време на Груевски беше сатанисуван, бркан од работа, маловажуван и така натаму и така натаму. И од тука мислам дека Груевски до крај ќе проба да го притиска Христијан Мицкоски, зашто него партијата му е единствен спас во овој момент од процесите кои што се водат против него. Ако успее Мицкоски да стави не на груевизмот во ВМРО-ДПМНЕ и на начинот на кој што Груевски понатаму ќе сака преку груевизмот да владее со ВМРО-ДПМНЕ, тогаш е на прав пат да однеси ВМРО-ДПМНЕ на победнички патеки. Ако ние продолжиме со истите процеси, истите демагогии, истата риторика, агонијата ќе продолжува. Да, ВМРО-ДПМНЕ ќе биде политичка партија која што ќе освоива само Мицковски пред не е пратеник. И како ќе остварува контролата кога контролата над пратеничката група, кога најголемите, најискорените играчи, најтешките пратеници кои што можеа да ја водат таа битка се против него. За Мицковски ако самостојно ги освои општинските комитети и местните комитети, тогаш ќе направи квалитетен чекор напред во демократизација на партијата. Се виде 2004 година со поделбата во пратеничката група, дека пратеничката група, пратениците сами по себе тешко ќе можат да направат поголеми промени ако немаат поддршка во базата. Да, но во овој случај во овие многу непознаници сепак односот кон пратеничката група ќе биде првиот индикатор. Петар. Христијан Мицковски во моментот се наоѓа пред има две работи кои треба да ги балансира. Едната е нужното заострување на односите со Никола Груевски по две линии. Тој мора да го заостри односот кон Никола Груевски прво во изборот на кадровските решенија. Тој мора сега да ја реконституира партијата од местните до општинските комитети нагоре. И затоа што му е тоа нов политички наратив, и затоа што тоа го бара статутот на партијата. При кадровските решенија најчесто се скаргувате со стариот председател. Веќе мора или ти изберете свој човек или ти изберете негов. Ако изберете свој човек, тогаш што имате контрола врз партијата, но сте скарани со претходниот председател. А ако изберете негов човек, тогаш вие сте марионета. Што е првата линија на која е нужно ќе дојде во конфликт. Втората линија во која е нужно и поважната, во која е нужно ќе дојде во конфликт со претходното раководство и со претходната политичка елита е општиот политички наратив на ВМРО-ДПМНЕ.
Што ќе прави ВМРО-ДПМН по прашање на името? Што ќе прави по прашање на Тиранската платформа и законот за езиците? Што ќе прави по прашање на евроатлантските интеграции? Знаете како, Македонија се движи во еден сосема друг правец. Очигледно е дека претходните политики на ВМРО-ДПМН му донале повеќе непријатели од што сојузници и тој мора со тие да расчисти. Па поѓаволите, тоа е причината за промена на раководството. Да беше секако што треба, немаше потреба се менува. Првата политичка траекторија ја има. Ке поднесат закон кој што е конгресна обврска веќе, закон за амнестија на учесниците во настаните од 27 април. Доказ дека продолжува груевизмот, за мене. Не сум сигурен за тоа. Мислам дека во таа стапица Христијан Мицковски е фатен, тој не може да се откаже декларативно од своите. Да, не може да се откаже, ама тоа беа истите делегати кои што пред 2 години едногласно го реизбраја Груевски на конгрес. Истовремено, тоа е партискиот статут. Мицковски не можеше доди на конгрес со избор на нови делегати. Така Тие се по статут се тие делегати. Истовремено, Мицковски во првиот момент мора да се ослони на Груевски. Тој мора да се подпре на Груевски, нема избор. Мицковски не е толку долго во партијата, неговиот подем согласно вашиот прилог е блескав и брз. Белким не веруваме дека било кој лидер во ВМРО-ДПМН, ниту во било која партија во Македонија може да се избере без поддршка од претходниот лидер. Нема шанси да беше изборот целосно компетитивен и Груевски да не влијаеше на изборот, немаше да победи Христијан Мицковски кој е во партијата условно речено звезда последните неколку години, за разлика од овие тешкаши кои ги зборуваме Илија Димовски и Антонио Милошевски. Така што Христијан Мицковски на почеток во споредувањето на било која политика, па и во консолидацијата на претеничката група, ќе мора да се подпре на Никола Груевски. Така што тој има за жонглирање една многу комплицирана агенда и мислам дека во прво време нема да можеме да дознаеме кој е неговиот вистински политички наратив. Мислам дека ќе треба да помине малку повеќе време. Бидејќи нема во прво време да може да се расчисти таа работа целосно. Мислам дека ќе се расчистуваат работите во првата половина на 2018 и дури потоа ќе видиме Христијан Мицковски дали само го грее столчето, дали има сопствена политичка приказна и сопствен политички наратив и дали ќе придвижи ВМРО-ДПМН во некаков друг правец. Крековски. Јас се надевам дека луѓето на Груевски нема да бидат заменети со луѓе на Мицковски, туку дека ќе има избори кај што членовите на ВМРО-ДПМН ќе ги изберат тие што сакаат да ги постават во местните комитети, општинските комитети, пошто ако биде моите луѓе и твоите луѓе, ќе биде моето и круто приказно. Се надам дека малку има малку повеќе простор да процесот оди од оздоле нагоре, не само од горе надоле. Јас сум сигурен дека времето на претходниот председател е завршено, отколку време ќе трае транзицијата, ќе диктира и другиот процес, а тоа е потребата да ВМРО-ДПМН се вклопи во внатрешната политика и надвешната политика. Точно дека можеби собранието ќе биде првиот индикатор дали Мицковски ќе отстапи од досегашниот став на ВМРО-ДПМН. Досегашниот инсистирање на поларизација, на многу голем јас меѓу ВМРО-ДПМН и власта СДСМ по сите можни прашања не е одржлива. Впрочем, за таа цел беа формирани овие собранието мора час поскоро да се врати во нормала, што значи една пратеничка група на ВМРО-ДПМН која ќе учествува во работата на собранието, која ќе влези во активен процес на ратификација на договор за добро соседство со Бугарија и ќе биде спремна за последиците што не очекуваат од следната пролет. Брзањето во замената на лидерската функција во ВМРО-ДПМН ми се чини е и од причина што е јасно дека 2018 имаме една исклучителна можност која прв пат е волку голема после десетина години за напредок на Македонија во интеграциите во НАТО и во Европската унија и дека сегашниот, односно претходниот председател не е спремен да ги направи... Затоа прашав пред малку дали му се брзаше на Груевски да се замине кога рече Арсовски и не требаше толку брз конгрес, бидејќи Груевски никогаш не е застанал зад крупни одлуки. Го немаше за хашките случаи, го немаше за признавањето на Косово, го немаше за носењето на
законот за јазиците и конечно го немаше пред 4 или 5 години црниот понеделник. Го немаше и конечно го немаше и на 27 април. Така е. Ете така, ние мора да бидеме искрени према самите себе. Колку што е Груевски виновен за целата ова настаната ситуација, јас ги викам мали Груевчиња, толку си малите Груевчиња околу него. Вие сега почнавте ножиња, па Груевчиња. Демонстративната форма почне да игра. Ностоп си ги кажам така. Тоа се истите луѓе кои што полтронираја, кои што клеветеа, кои дошија, кои што еден куп интелектуалци од страни од партијата за себе си некои лични интереси, за некоја лична мала мизерна корист. И тоа ќе биде првиот тест на Христијан Мицкоски. Не може 100% да ги избриши во старт. Па добро, тоа е карактеристични историски гледано за ВМРО. Генералниот секретар, подпредседателите партиски кои што конечно мора да ги видиме после толку време во ДПМН, мора да има партиски подпредседатели. Ако дозволи мнозинството од извршниот комитет и од мнозинството од луѓето кои што ќе бидат околу него да бидат пак тие кои мали Груевчиња, тогаш дефинитивно агонијата ќе продолжи. Да, фактички ВМРО ДПМН секогаш ќе биде најсилна опозицијска партија, но никогаш доволно да направи влада. И ќе има не повеќе од по мене 250-60 гласови на секои наредни избори, и тука ќе биде некоја бројка околу која што ќе се движи. Кога Пендаров зборува за расчистување со фамилијата, веројатно се мисли и на парите, и на имотот, и на сето она што е дел од што го следеше ова досегашно водство на ВМРО ДПМН, кој го држи практично по статут и по правила клучот од партиската каса, бидејќи има информации дека таа е поприлично празна и покрај сиот оној раскошни фотографии кои што ги видовме денеска и на примопредавањето на кабинетот, како што беше веста од ВМРО ДПМН. По статут надлежен е председателот, контрола врши Комисијата за материјално и финансиско работење на партијата. Во суштина, Груевски цел изминат период имаше предадени надлежности на генералниот секретар на партијата. И генералниот секретар без разлика кој да е се грижеше за партиската каса и подпишуваше. Во овој период, значи сите клучеви се во рацете на Мицкоски. Па да, апсолутно. Видете, кога по статут аз јуди председателот, јуди цела структура, значи кој ќе се избере председателот, само тој е единствена легитимна точка во партијата, каков и да е тој партиски статут кој што мора да се менува. И впрочем Клековски битката цело време не беше да го смениме лидерот, битката цело време беше да се смени партискиот статут и ВМРО ДПМН да се модернизира и да се демократизира. И тој процес ќе продолжи. Ако Христијан Мицкоски не е спремен да го направи тоа нешто, ние ќе продолжиме да се бориме се до моментот додека де факто по статут мора да дојде лидер кој што ќе биде свесен дека тоа мора да го направи. Дека ние мора да ја вратиме демократијата изворно онаму каде што припаѓа во членството, во општинските и во местните комитети. Но само се покажа едно, веќе го спомна и Клековски тоа, дека сите што се обидоа нешто да направат надвор од ВМРО ДПМН не успеа. На крајот сите се вратија во кој од разноразни причини, кој од искрени идеолошки, кој од лукративни, сите се вратија назад. Сега исто така се покажа дека се немаше сила. Има многу групации. Меѓутоа исто така се покажа дека пред Конгресот се немаше доволно сила да се променат работите однатре, бидејќи еве од вкупно делегати 411 присуствуваа, 133 беше таа бројка која од страна остана настрана. Номинати од Конгрес беа нецели 15. Така да полека некој работи, видите, тоа е магичен круг. Полека 11 председателот на партија ги избира председателите на општински комитети, они ги избираат делегатите го избираат председателот на партија. И тој магичен затворен круг мора негде да се прекине. Ако таа бројка сега е 133, мислам дека били 113, не се сеќам точно колку беше. 133. Наследниот конгрес ќе биде 200. И сега ќе дојдеме до еден момент дека се тоа што ни се случи или дека груевизмот не е одржлив и ќе мора да се направат внатрепартиски промени и враќање на демократијата. Ние цело време зборуваме за внатрепартиска борба. Зашто сите ние дел од нашето време, од нашиот живот сме го вложиле во тоа ВМРО ДПМН и не сме спремни да се откажеме од тоа нешто, без разлика што дефинитивно Никола Груевски е човек кој што и нанесе најголема штета на ВМРО ДПМН на нејзиното формирање до ден денес. Имаме да, ајде Клековски па одиме на реклама. Еве малку со надеж да влеземе. Ја мислам дека Боби тука на телевизија Телма всушност Мицковски имаше својата премиера како идна политичка звезда.
ако добро се сеќам, беше Како директор на ЕЛЕМ, како на директор на Жешко ЕЛЕМ, Столче, прифати да дебатира со повеќе Тоа беше второто гостување. второто гостување. Значи вие го промовиравте во политичка звезда. Тоа не сме знаеле, мислам немаме кристална топка. Нема, значи јас кугла да не немате. ја гледав таа дебатна програма. Меѓутоа фактот дека еден функционер на ВМРО-ДПМН прифати да влезе во студио со повеќе новинари од различни редакции, ако да се Да, сеќам. тоа беше првото Жешко Столче, втората дебата беше со експерти од областа на За мене енергетиката, е вклучително и мал знак актуелниот на еден директор. колку толку демократски капацитет и спремност на Мицковски да се соочи со непријателски или помалку пријателски прашања. Да, меѓутоа не заборавајте дека транспарентноста или нетранспарентноста на ВМРО-ДПМН и тоа многу пати беше докажано и се беше дозирана во зависност од потребите и од пиар проценките. Впрочем, синоќа еден од, нема да го именувам, поранешен партиски функционер, вели, не одбивам и не одбивав дебата, освен оние 2 години кога имавме фашизам во партијата. Сега, може да ви звучи тоа онака убаво, дека еве, конечно, некој се охрабрили тоа да го признае, меѓутоа тоа малку менува во фактот на тоа што е проживеано. Дека е врвна придобивка на ВМРО-ДПМН, што една нивна потенцијална звезда седнала да дебатира, што е нормален демократски стандард. Зборува за енергетика, Зашто не го правеше ВМРО-ДПМН? Чекај, зборува за енергетика, не зборува за политика. Не зборува за демократизација во партија, зборуваше за енергетика. Значи, тоа нема никаква врска со натрепартиското живење и со владењето на големизмот. И ако е тоа некаков успех, онда добро, за на оваа средина се е успехот. Значи, не знам зошто бегаме од некои реални состојби кои ги гледаме и сега се правиме дека не ги гледаме. Дека, прво, јас секогаш сакам да спомнам историјата, бидејќи сите сме историски детерминирани, а и ВМРО-ДПМН е историски детерминирано. Значи, ова што се случува во ВМРО-ДПМН, тоа е еден одраз, еден мозаик, односно едно камче во мозаикот, кој се вика Македонија неуспешна приказна. Сака тоа признае или не, тоа е факт. 27 години, истото беше со името. Денеска ќе го средиме, утре ќе го средиме, денеска ќе го средиме, дојдовме после толку години, уште не е средено името. Значи, одлагањето на работите, извини, кога почина Франко Каудилјо, преку ноќ се направи промена на неговата партија, на фалангата беше и заврши тој процес и тоа владење. Не пуштија некакви еволутивни процеси да течат. Тоа научат некои историски факти во Европа, не одам понатаму. И сега ќе чекаме ние, не знам, пак некакви, не може денеска, не може утре, не може за 6 месеци, па ајде за година дена. Со тоа, за година дена, ние кој држава губиме. Бидејќи, ако што рече, Толков еволутивен пат ВМРО не може да си дозволи, бидејќи сите тие процеси за кои што говореше и Клековски ги спомна и Арсовски, тие ќе почнат да се случуваат веќе во првата половина од 2018 година. Така што потезите и политиките веќе ќе мора да бидат познати порано. Да видиме како ќе течат и што значи тоа течење. Тече Сава под Савски мост. Познатиот филозоф Гаја Петровиќ еднаш кога има одговорено на Темпо, кога Темпо вели револуцијата тече, тоа има одговора тече Сава под Савски мост, да револуцијата не тече. И исто и ова. Треба да се сменат, не да процеси, треба да се сменат, што се вика веднаш. Значи, во својот говор тој требаше да накаже, се слагам дека во почеток треба да се подпре на бившето. Но тој Нема избор. Нема избор, да, но можеше во својот говор барем она што би рекле меѓу редови нешто да покаже дека е подготвен за некакви промени. Што е право, ВМРО-ДПМН во моментот мислам дека нема ни многу избор во кој политички правец ќе се движи. Мислам дека е тука Сашо во право.
дека на Груевски, па и на груевизмот, ако сакате, деновите му се одброени. Самиот факт што ВМРО-ДПМНЕ влезе во промени толку брзо, покажува дека, вие погледнете во каква ситуација се наоѓаме, Илија Димовски и Антонио Милошевски, кои беа главни гласноговорници на режимот на Груевски, сега го критикуваат без никаква задршка. Тоа покажува дека има некаква независна варијабла која е поголема од внатрепартиската Византија на ВМРО-ДПМНЕ. А тоа е дека Македонија мора да се приближи во евроатлантските интеграции, поголеми процеси се во тек, и дека ВМРО-ДПМНЕ во таа траса е фатен и нема избор. Ниту пак има избор Христијан Мицковски. Тој ќе мора да донесе серија потези кои се разбира дека ќе го оддалечат од претходното раководство, но кои се неопходни за партијата, и тука партијата колку и да е силна и моќна вака во некакви локални фолклорни рамки, нема можност да ги промени ниту 1 милиметар. Мора да се врати како попче во собрание, мора да гласа како попче, мора да го поддржи како попче законот за јазици, или пак барем да се прават наудрени. Мора да ги поправат односите со албанците, мора да ги поправат односите со меѓународната заедница, мора да застанат во активна поддршка на евроатлантските интеграции на Македонија, мора да си молчат и да се прават наудрени додека нивните претходни сопартици кои се обвинети за криминал одат, ги поминуваат наредните 2-3 години во комбиња од истражен затвор до дома или до истражен судија и така натаму. Тоа е големата слика во која ВМРО-ДПМНЕ нема простор за маневр ниту 1 милиметар. А тоа што ќе значи внатре во партијата и за Груевски и за Мицковски, дали тие ќе го преживеат тоа пријателски или ќе го преживеат непријателски, тоа е дебата. Меѓутоа, ова другото е фиксно. Се слагам само прашањето дали ова водство ново може тоа да го стори. Јас мислам дека може. Јас мислам дека дури и Груевски е свесен дека мора натака да се движи партијата и затоа толку брзо го избија Христијан Мицковски. Мислам дека би било за него не би можел толку да проголта, тој да мора да направи таков лупинг. Так подобро да биде некој друг како што е неговата историја. Да. Затоа за овој дел ќе разговараме и по рекламите, одиме на кратка пауза за реклами. Добре дојдовте назад. Сашо Клековски, Тодор Пендаров, Петар Арсовски и Самил Малчевски се вечерешни мои гости, и пред да продолжиме еден профил и сега веќе може да кажеме и сеќавање на оставштината на Груевски, за која што не ни се потребни многу прилози, меѓутоа еве сепак низ едно видување на Александар Манасиев. Боксерот без ракавици Никола Груевски од спортскиот влезе во политичкиот ринг во 98-та. Младиот и надежен економист со политички врски како внук на Јордан Мијалков стана министер за трговија во владата на Љупчо Ѓоргиевски. Амбициозноста му беше далеку поголема, па веќе наредната година загриза појако, добивајќи ја позицијата министер за финансии. Јавноста се почесто го слушаше неговото име како најодговорен за воведувањето на фискалните сметки, за воведување на денационализацијата и кампањата Купувете македонски производи. Груевски избоксува значајни фискални финансиски реформи, па набргу, барем во дел од медиумите, ја доби титулата Личност на годината и најпосакуван ерген. На Груевски му ласкаа ваквите титули, но атакуваше многу повисоко. За кандидатот Никола Груевски гласале 220 делегати. Партискиот врв го достигна во 2003-та, кога го замени Ѓоргиевски на челната позиција на ВМРО-ДПМНЕ. Не треба да не очајува тоа што во овие 7 месеци партијата беше во голема дефанзива. Тоа е нормално кога ќе се загубат избори. Таков е примерот со многу партии во многу држави. Како партија на ВМРО-ДПМНЕ му престои година на голема подготовка за престојните избори. Позицијата не му беше комотна и му се размиша веќе наредната година за време на Централниот комитет на партијата во хотелот Панорама, кога според Груевски бил мета на 300 вооружени рекетари. Во наредните денови и недели или ВМРО-ДПМНЕ ќе биде превземена и водена од насилници, силеџии, криминалци и рекетари, или тоа ќе стане на вистина здрава партија. Партијата застана на здрави нозе и 2 години подоцна ги доби парламентарните избори, а Груевски стана премиер. Освојувајќи ја немоктата позиција во државата, Груевски пополека ја почна и својата трансформација. Во јавноста почна да се гради митот за премиерот што работи 24 часа, 7 дена во неделата и живее во својата канцеларија. Ја започна така наречената преродба во 100 чекори, а во 2007-та ја промовираше и големата кампања «Инвестирај во Македонија».
Него истера целиот мандат, па веќе во 2008-та, по самитот на НАТО во Букурешт, се случија првите предвремени парламентарни избори по самостојувањето. Груевски повторно стана мандатар, а тогаш најде нов партнер во албанскиот политички блок, ДУИ. Политичкиот брак од интерес меѓу Груевски и Ахмети продолжи и по вторите предвремени избори во 2011-та. Критиките тешко ги примаше, а доаѓаа и од дома и од странство. За Вашингтон Пост, Груевски е млад и неспремен да владее. Сепак, контролирајќи ја домашната медиумска машинерија, продолжи со градење на ликот на семокен и чесен политичар, најголем меѓу патриотите, прв економист, спортист. Но тоталното владење во сите сфери во општеството, обезбедување на целосна партиска и граѓанска послушност, се чини како да не му беа доволни, па одлучи да удри подлабок печат, оставајќи неизбришлива трага преку проектот Скопје 2014. Мегаломанскиот проект го откри новото лице на Груевски, лицето на главен архитект во земјата. Создаваше привид за отвореност и транспарентност, а се одвиваше далеку од очите и ушите на јавноста, а ја носеше земјата во надворешна изолација. Зад завесата ја контролираше целата земја, но неретко самиот не учествуваше во валканата театарска игра. Демистифицирањето на владењето на Груевски го најавија така наречените бомби на опозицијата, кои открија низа сериозни индиции за криминал и полека но сигурно го истурија незадоволството на народот на улиците, трасирајќи го патот кон политичкиот залез на некогаш семокниот Груевски. Зова, ти колку предлагаш? 5 на целото. Тоа зависи со помилата, ама помеѓу 15 и 18 би се движело согласно некој проект се колку би... Ке ти прифата толку? Ако му кажеме, ке прифата, да. Не е тоа нешто. И на другото е толку. Да не е многу, бе? Да не се претерано и нашто. Формирањето на СЈ и обвиненијата против него го донесоа пред свршен чин и во јануари 2016-та Груевски даде оставка од премиерската функција, иако реално во сенка остана премиер се до изборите во декември, кој за прв пат ги изгуби. Поразот на парламентарните беше најава и за нов катастрофален пораз на локалните, што го доведе Груевски во шахмат позиција да го напушти кормилото на ВМРО ДПМН. Човекот го започна мандатот во партијата со нож во грб и го завршува со нож во грб. Го коригирав и му реков дека не е во право и дека го завршувам не со еден, туку со повеќе. И не ножеви, туку ножиња во грб. Патот од технократ преку премиер до според многумина диктатор, па надолу до почесен председател на ВМРО ДПМН и обвинет во 5 случаи, Груевски го изоде, оставајќи длабока трага во македонското општество. Политичката кариера на Груевски накратко може да се ослика и преку неговиот возен парк. Додека беше на власт, тајно го возеа со Мерцедес од 600.000 евра, а заврши како опозиционер и осамен возач во своето старо пунто. Ете, тоа беше прилогот на Александар Манасиев за ликот и се извинувам за ликот и делото на Никола Груевски во изминатите 14,5 години. Констатиравме дека боксерот не заврши кој се вивна високо во политиката, не заврши со нокаут, туку реши да се замени. Сега неговиот наследник вели претходно го исцрта профилот на новиот лидер и вели на трите столба кои што треба да ги има е да биде прифатен од базата, да има позитивна перцепција во јавноста за него и позитивен рейтинг, и третиот важен столб е да биде прифатен од меѓународната заедница. За првиот столб дебатиравме во првиот дел и ќе видиме како ќе се постави Мицковски. Колку овој третиот столб ќе биде клучен? ВМРО ДПМН се наоѓа пред втората можност за ребрендирање во својата историја. Првата беше во 2004-та, мислам. Тие ги изгубија катастрофално изборите во 2002, повеќе од што сега. И до тогаш ВМРО ДПМН ја паметевме како една ксенофобична, албанофобична партија. Тогаш Никола Груевски под водство, претпоставам на стратези, ја смени партиската боја од црвена во портокалова, го смени целиот имидж на ВМРО ДПМН од условно речено забрадени, запотени националисти, во јапим млади дечки со костуми кои се грижат за економијата. И со текот на времето ВМРО ДПМН повторно се врати во една фаза на условно речено политички лепрозна партија. Партија со која никој не може да коалицира и со која никој не може да седне, ниту албанските политички партнери, ниту меѓународната заедница, подури и нивната матична ЕПП,
сојуз на десни партии во Европа, излезе со многу силни критики на нивното раководство. Сега Христијан Мицковски мора да ја ребрендира таа партија повторно. Во базата, мислам дека работата ќе ми оди релативно лесно. Мислам лесно. Најлесно од овие три столба, бидејќи сепак традицијата на ВМРО-ДПМНЕ е една авторитарна. Јас не верувам дека ќе има таму големи расколи или големи јавни театри, што се гледа и од фактот дека овие кои беа најголеми критичари сега по изборот на Христијан Мицковски некако не се многу достапни за коментар. Мислам дека ќе го чекаат расплетот. Втората работа да биде прифатлив за јавноста, подразбира сериозна бренд реформа, на третата да биде прифатлив за меѓународната заедница е најкомплицираната. Веќе меѓународната заедница има суштински скен за тоа каде се движи политичкиот наратив на партијата и ќе ги постави веднаш пред силни предизвици. Веќе во првата половина на наредната година ВМРО-ДПМНЕ ќе мора да се изјасни дали ќе прифати компромис за името како нужен чекор кон ЕУ и НАТО или не. Да, и тоа ќе биде со честитката од европските народни партии веќе стигна и пораката дека мора да бидат конструктивни во процесот на реформи кои што следи, а знаеме што се тој подразбира. Ја не би рекол дека е честитка твит на Твитер. Ја мислев дека ќе добијат некој барем писмо, нешто со што ќе се пофалат. И дека Христијан Мицковски го чека тешка работа, говори самиот факт што ние прв пат имаме партиски конгрес на кој што нема ни еден амбасадор. Прв пат имаме партиски конгрес на кој што нема представник од Европска народна партија или од некој од сестринските партии. За сега, колку 48 сати имаме после тој конгрес, само ИПП со еден пост на Твитер, со еден твит, му честитеше на Мицковски никој друг. И јас се уште Да, само Божек е моментално таму кај што треба да честитат и во суштина сепак тоа се администрации, сепак тоа се еврокомисари кои што не се политични во празници, сепак тие луѓе пратат и се присутни на Твитер и на социјални мрежи, гледаме дека никаде ги нема. И од тука мислам дека меѓународната заедница ќе биде воздржана се до моментот дека не ги види првите реални потези од Христијан Мицковски. Ако сериозно влезе во партиски реформи, ако првиот избор на тип, понашто го има извршен комитет во партискиот статут не се докажани и покажани груевисти и преобрадуваат луѓе кои што се прозападно ориентирани, не бркаја вештирки, странски служби и жолти комбиња по Скопјево, тогаш и он ќе добие поддршка од меѓународната заедница. Како во овој контекст ја толкувате поддршката од Ѓорѓиевски? Па видете, Љупче Ѓорѓиевски е играч на македонската политичка сцена и мене искрено изненадување ми беше бидејќи првите критики за изборот на Мицковски и она пременување на ВМРО-ДПМНЕ во ЛДПМН или како го пременува, стигна точно од истакнати членови на ВМРО Народна партија и нивни активисти, за веднаш потоа го видовме Љупче Ѓорѓиевски со поддршка. И тука мислам дека во една насока, Груевскиот дел својот говор кажа дека ги изгладили односите, па се пријатели сега, па во последно време често пати се гледаат. Мислам дека и пораката е во насока на тоа. Па, ако продолжиме со ова, тоа е Љупче Ѓорѓиевски, ова порака што ја испрати е во функција на задржување на својот статус средно богат бизнисмен. И во тој аспект треба да се гледа неговата порака. Но многу е поважно ова што го постави ти односот до меѓународната заедница. Точно и индикативно е ова што кажа претходникот дека немаше амбасадор, немаше тоа што е Божич, да, е божично во такви работи би требало да стигна порака. Значи, сега меѓународната заедница и посебно и неговите сестринските партии на ВМРО-ДПМНЕ ќе очекуваат од Мицковски на вистина да покаже со нешто проевропско. Во право си дека многу брзо ќе се соочи со најтешките проблеми. Значи, ќе треба она што Груевски и груевизмот го фура 14 години, патриотизам, не го даваме името и така натаму. Се одеднашка ќе треба тоа да го смениш и да излезеш и пред меѓународната јавност и дома со став дека компромис мора да има. Тука, пак ќе речем, ја во моментот сум скептик што се однесува не до партијата, до актуелниот
председател новоизбраниот председател, мислам дека ќе тактизира нешто, но нема да имаме оној цврст и јасен став, да, јас сум за тоа и тоа. Кликовски, бидејќи често сакате да правите споредби анализи со другите десни партии од регионот. Дали Мицкоски ќе биде Јадранка Косор или има во неговата кариера многу пократок мандат со оглед на тоа што сепак надоаѓаат крупни потези кои што можеби нема да ги преживее? Значи, пред 3 недели точно заговарав дека и откочувањето на евроинтеграциите на Хрватска се случија со ненадејното пензионирање на Санада и набрзо посето за почнувањето на судските процеси против него. И предпоставам дека Санада ја избера Данка Косор како личен избор, не дека не избра некој непријателски политичар, за да сотегна времето, односно последниот председател на ХДЗ е избран на директни избори од целото членство на ХДЗ. Повторно се награда беше единствен кандидат. Меѓутоа повторно 55% од членовите на ХДЗ излегува на гласање и гласа за тој единствен кандидат. Промените нема да се случат преку ног. Ние имаме авторитарна култура во општеството, тоа се рефлектира и во партиите, тоа е така во сите сегменти. Мислам дека многу е кратко времето во кое Мицкоски ќе се одлучи околу можните избори. Првиот ќе биде нормализирање на работата на собранието, ратификацијата на договорот за добро соседство со Бугарија. Тоа ќе биде тест затоа што и оние што го критикуваат Мицкоски не се меки во однос на овие прашања. Антонио Милошовски, еден од пратениците на ВМРО-ДПМН со подсврсти ставови и во односот на договор за добро соседство со Бугарија и во односот на споразумето, каде што неговиот став е дека ние имаме пресуда во меѓународниот суд и дека таа пресуда е во корист на Македонија и треба да се примени. Значи, ја мислам дека и замената на Антонио Милошевски од функцијата министар за надворешни работи следеше заради тој негов цврст став во однос на името беше под притисок на меѓународната заедница. Значи, не е дека во ВМРО-ДПМН одеднаш ќе се смени наративот и дека дел од политиките ќе се напуштат и тука ќе биде оно што веројатно Јадранка Косор имаше повеќе време, Мицкоски нема да го има тоа време. Значи, он наредните 3 до 6 месеци ќе мора да демонстрира дека е спремен да ја врати ВМРО-ДПМН на европската патека. И прашање дали тоа ќе биде возможно без коалицијање со сегашните носители на функции во ВМРО-ДПМН. Не само цело време збори за нови луѓе. Сега нови луѓе или подпредседател Илија Димовски и Антонио Милошовски. Петар, ќе треба да се балансира. Знаете од која теза ја стргам. Не може партијата да ја реформираат и да ја ребрендираат, кој што вика Петар, и да донесат нови политики, луѓето кои што ја доведоа во оваа очајна ситуација. На ВМРО-ДПМН очајно му требаат нови луѓе, или барем не толку луѓе кои што не биле толку јавно експонирани, не биле толку цврсти во линија на одбрана на груевизмот, како нешто што се покажа дека не е во ред, не само за самата партија, за Република Македонија. Ние не забораваме нешто друго, дека ребрендирањето на ВМРО во време на Груевски, кога ја превзеде власта, она што велиш ти од националисти со брада и со долги коси, дојдоа млади јапи, беше направено со помош на Конрад Аденауер. Си тука германците, Конрад Аденауер вложи многу во тоа ребрендирање на ВМРО-ДПМН. Ако сега се најде некој Конрад Аденауер да го земе под своја капа Мицкоски, можеби ќе се направи некоја ребрендирање. Но се слагам дека тоа ќе биде многу тешко, многу тешко, но тоа е факт. Тоа е факт. Немаше Груевски, не знам каков капацитет или волја да прави такво ребрендирање, него
паметно пресуди. Да послуша стратегијата. Да. Тогаш германците ја свршија работата и го направија тоа ребрендирање на една помодерна десно или конзервативна демохристијанска партија. Ама која загости во 2011 на они најжестокиот суди 65 Бранко Црвенковски се врати на црвено-црвените знамиња. Да, бои. Значи тоа ќе зависи од Мицковски. Од првите потези на Мицковски. Мицковски ќе зависи, нормално од никој друг. Односот на меѓународната заедница. Сега дали ќе биде формата дали ќе биде кохезивно да ги покани сегашните клучни противници како Илија, Антонио, Александар и други во новото раководство или да извади сосема нови луѓе? Он мора да направи некој микс. Не може 100% да се откаже од сите луѓе и најнаш да ги избриши. Значи мора транзиција да има. Јас мислам дека неговата независна варијабла е промена на политичкиот наратив. Тие што ќе се најдат во промената на политичкиот наратив се добре дојдени, меѓутоа тоа е независната варијабла. Тие ќе мора да се прилагодат на неа. Имаме уште по 30 секунди за секој до... Да, сакам да кажам, односот на меѓународната заедница и на сестринските партии кон ВМРО кои не дојдоа на нивниот конгрес. Ќе биде поканети? Па не знам дали биле поканети, меѓутоа протоколарно би требало да дојдат. И ќе го индицира и односот на општата јавност кон партијата. Сега Христијан Мицковски ќе мора да ја надомести загубената доверба во ВМРО ДПМН која ја изгуби Груевски. И немојте да се секирате, гледам дека внимателна е јавноста па и меѓународната заедница кон потезите. Прво ќе мора да докажува, па потоа ќе му се враќа до това. Помеѓу она што е барок и што не, што е малтер вистинска, што не, Груевски ни остави многу сувенири кои поминувајќи низ Скопје ќе не подсетуваат на него и на тоа миле ми текна тука да направиме зградичка. Што очекувате, дали ќе се повлече од политиката сосема за крај, ќе се врати на банкарството и на убавите професии на кои што рече дека не ни планирал толку да остане во политиката? Ја мислам дека он доброволно нема да се откаже од политиката, него ќе биде елиминиран еден ден. Кога тоа ќе биде, не знам, но се слагам на оно што го речете и на почеток дека периодот на Груевски заврши. Мислам дека нема да се повлече така лесно од политиката, а уште помалку ќе се врати во банкарството. Ја мислам дека ќе го следи патот на својот учител Љупчо Георгиевски, ќе биде средно богат бизнисмен. Па ја не верувам дека лесно ќе се повлече. Ние видовме дека он е многу тешко да се предвидува зашто одеше од крајност до крајност во своите одлуки. Мислам дека до крај ќе проба да го користи ВМРО ДПМН како заштита од идните процеси кои што се водат пред надлежните судови. И тука е прашање дали Христијан Мицковски ќе му дозволи да го направи тоа или не. Јас мислам дека нема потреба, дека е невозможно Никола Груевски сега да обезбедува дил за своја амнестија во ВМРО ДПМН. Тој дил или го направил пред да се повлече, или сега му е веќе доцна. Така што мислам дека ќе ужива една договорена пензија. Дека ќе проба што е можно повеќе луѓе да искомпрометира за на крај да може некоја општа амнестија да издействува. Клековски, завршуваме со вас. Значи мислам дека времето за дилови завршиле многу одамна, дека траекторијата е зацртана. Прашањето дали овој нов лидер Мицковски ќе биде доволно добар комилар да го води ВМРО ДПМН низ необходните промени. Ви благодарам на сите што бевте вечерва со мене и на крај должам информација дека ниту Мицковски, ниту дел од поддржувачите и противниците за сега не беа расположени во овој момент за учество во дебата или за интервју, сите во очекување на првите потези. Ви благодарам за вниманието. Останете со Телма во ноќно студио со Боријан Јовановски и градоначалникот на Гостивар Арбен Таравари и втората топ тема денеска односите во владината коалиција.